Добар, повелете седнете. Нашата компанија ви нуди. Нашето биро има. Работените во оваа канцеларија може да ви помогнат доколку... Види, да не подготвуваш монолог. Каков монолог? Само се преслушувам како би звучало со луѓето кои што доаѓаат на шалтерите или пак оние кои што се јавуваат на телефон. Значи ти тоа сакаш да го работиш во еднина, шалтерски службеник, банкарски оператор, брокер. Па имам една идеја како твојата желба може да стане реалност. Во моето училиште има профил економски техничар. Во него се изучува за деловното работење, маркетингот, и веќе ќе стекнеш нови знања во твојата област. Туку замисли го моето име пред вратата на некоја канцеларија. Сметководител Ивана Совладжиовска. Менаџер Ивана Совладжиовска. Како те звучи? Звучи доста интересно, но веќе ти реков. Ако сакаш твојата желба да стане реалност, запиши се во моето училиште Сојфто Кузман Јосифовски Питу. Веќе гледам како мојата желба станува реалност. Здраво! Слушнам дека учиш во средното училиште Кузман Јосифовски Питу. Кој профил го избра? Го избрав профилот правен техничар. Уште додека размислував каде да го продолжам моето образование, бев уверена дека треба да внимавам на тоа како понатаму, каде и што ќе работам. А кои се твоите желби? Каде би сакала да работиш? Секогаш правните работи и судовите ми изгледаа многу привлечно. Прво што ми паѓа на памет е да воспоставам врска помеѓу државната управа и граѓаните. Какви се ништо? Овие твои желби изгледаат многу цврст. Веднаш те замислувам како работиш во сумниче или како му помагаш на некој адвокат. И тоа е дел од правниот свет. Но јас повеќе би сакала да бидам оној вешт адвокат. Па колку си храбра. Искрено да кажам, би била и оној вешт, самостоен и правичен судија. Па во ред си ти овие своји соништа и желби кои сакаме да си ги оствариме. Да, но треба да се потрудиме за тоа. Токму затоа јас се запишав во средната општинско училиште Кузман Јосифовски. Здраво! Здраво! Како си? Не сме се виделе подолго време. Ке се видиме, сега брзам во банка. Ајде оди и посети ги сите шалтери, особено благајната. И ќе морам да ја посетам. Одамна платам фактура. И за плаќање одиш со толкава насмевка на лицето? Јас сум среќен. За шалтерот ќе посетам еден мој случај. Тој добро ги совлада банкарското сметководство и девизното работење. Сега работи како шалтерски даначен службеник во банка. Многу е успешен во тоа. Исто така и јас сум работам. Работам како финансиски консултант во едно сметководствено биро. Одлично. Да, се сеќам дека одлично ги владееше математиката за економисти, деловната комуникација и менеджмент. А ти што работиш? Јас сум брокер и никогаш не се откажав од деловната комуникација. Како ја лекција стасам како предметот трговија и търговско работење? На претходниот час професорот кој што предава во нашиот клас не изненади се испрашување. И? Нормално дека некои моите ученици беа доста изненадени, но токму тој ден се подготвувавме за испрашувањето по маркетинг и маркетинг менеджмент, па затоа направивме договор, половина ќе одговарат првиот, а половина по другиот ден. Значи вие така сте се поделили. На комерцијални калкуланти за внатрешна трговија и службеници за маркетинг. Искрено кажано, имаше по некој комерцијален оператор кој што воспоставуваше врска меѓу ученици под заборавена реченица. И што ќе учите сега? Промоција, однесување со купувачите. Сега веќе се е пракса. Што читаш таму? Читам нешто во врска со деловната психологија. Пај, тоа ли е толку интересно? Да, и не само тоа, деловната комуникација, деловното работење, секретарското работење. Не гледам, некој се подготвува за технички секретар во трговски друштва или органи на управа. И во судовите, аз како што сакам да пишувам со пекалото или да пишувам на тастатура би бил одличен службеник во картотека. Може би записничар или архивар. Минатата година јас матурирав во училиште. Каква случајност на профилот кој го изучуваш ти посвети повеќе внимание на практичната настава. Само така ќе ги осознаеш работите во деловниот свет. Добар ден. Добар ден, повели. Дојдов тука да испазарам многу нешта. Мајка ми напише огромен список. Повели дете, јас колку што можам ќе ти помогнам. Од секогаш ме интересирало како успеваш да ги натераш купувачите да го одберат истинското во твојата продавница. Тоа го стекнав со моето многогодишно искуство. Познавајќи го квалитетот на производите, исто така познавајќи интересите, барањата и куповната моќ на потрошувачите. Јас оваа година го завршувам своето основно образование. Би ме интересирало како да стекнам искуство како твоето. Стекнувањето на вакво искуство и познавањето на целиот пазар е малку сложна задача, но може да ти биде полесно доколку се запишеш во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, бидејќи тоа оваа година отвара нов профил, а тоа е профилот продавач. Сојфто Кузман Јосифовски Питу.